Уште само 10 дена до календарски да ни пристигне летото, но ние веќе ги чувствуваме нели овие високи температури и секогаш кога ни доаѓа летото и кога имаме топло време, бараме еден вистински начин за освежување. Постојат разни начини, се разбира првенствено даваме предност на оно кое го имаме сезонски, а тоа се навистина вкусните и сочни овошје и зеленчуци, но кога сакаме убав освежителен пијалок, некако размислуваме за безалкохолен, освежителен, летен коктел. Се разбира дека на високите температури не дека не можеме, се разбира да уживаме и во алкохолен коктел, но кога е топло времето, добро е да тоа биде безалкохолен и освежителен. Летен хит секогаш има или секоја година различен, ама затоа ние имаме, пак ќе кажам, стручњаци или навистина професионални бармени кои ни информираат за летните хитови, кога се коктелите во прашање, па и за оној кој што ни престои ова лето. Заедно со мене во студиото, односно во нашата кујна, во утринска на Телма денес, кој ако не Филип Арнудов од Здруженијето на бармени и добро познат бармен кај нас. Филип, добро утро. Добро утро. Добре ни дојде во нашата кујна. Не сме се виделе, една мала пауза имаме во однос на вашите гостувања, но секогаш ни продолжува таа соработка и континуитет, се со цел да го представиме она кое што е интересно. Така. Јас сметам дека е добро и да го направиме и представиме овој коктел, но исто така и да бидеме во текстот активностите на Здруженијето, но и на оно што е ваша работа, односно активност во летната сезона. Така, па летната сезона во принцип е баш сезона нака за сите бармени, така да во однос на активностите, нели, што се надпревари едукации, малце сме, нели, на пауза, бидејќи сите бармени се активни, нели, некои надвор од државата на сезонска работа и тие што се тука се, нели, многу поактивни бидејќи сега е сезона, нели, лето се прават многу коктели, така да сега се работно активни бармените. Здрави од септември, нели, ќе имаме повеќе активности. Но тоа што можам да кажам, мислам дека не сме биле после државното првенство, не го државме 17-тото пред државно првенство на бармени. Беше во, да кажеме, многу добра бројка, значи имавме скоро 30 надпреварувачи, 28 надпреварувачи од цела Македонија, беше доста јак надпревар, доста квалитетни бармени и го имаме победникот, значи за прв пат имаме некој што по трет пат го освојува државното првенство, тоа беше Васил Пеевски, значи, и здравие на есен во октомври одиме на светско првенство во Макао. Одлично, значи овој пат е на убава дестинација која ќе понуди некое ново искуство. А кога станува збор за подготувањето на коктелите и барменството, веројатно апсолутно добро дојдено искуство, но и можно за промоција на Македонија и на тоа поле. Точно, да. Она кое што го правите впрочем секоја година. Да. Иначе исто што се несува за промоција на оваа коктел култура, мислам дека сега на 3-4 јули тие се датите, да, во Охрид ќе се одржи уште еден интересен, мислам не е надпревар, него е фестивал, Охрид коктел фестивал, по втор пат се одржува, значи во организација на Бојан Михајловски, значи он втор пат го одржува тој вакво. Мислам дека беше и тука гостин еднаш, исто беше и вторна надпреварот на државното првенство, така да доста активен во последниве неколку години и е настан каде што најдобрите барови од, нели, од цела Македонија ќе си имаат своји штандови каде што гостите ќе може да дојдат да ги пробаат со исто богата музичка програма, така да многу интересен настан, ги повикувам сите што ќе бидат, нели, во Охрид тој период, но исто што сакаат специјално да дојдат да настанат да бидат таму. Па тоа е одлична вест. Да, нашиот убав Охрид во комбинација со вкусни коктели во среде лето, 3 и 4 јули, тоа е една можност која што не треба да се или прилика која не треба да се пропушти, особено за сите кои што сакаат да уживаат во коктелите, а ќе посведочите дека навистина во летно време речиси сите сакаме да уживаме во коктелите. Но и да бидеме во тренд со тоа што е ново, па да пробаме некој нов вкус, а за среќа секое лето има по некој нов вкус или некоја нова комбинација за коктел. Денеска ќе избереме една од нив. Денеска тоа што ќе го направиме еден коктел од нашето меню од Speakeasy. Оригинално коктелот е алкохолен, но ние ќе го направиме во безалкохолна варијанта. Да, се вика чили битс и има чили паста, која што му го дава, нели, тој лютеникав. Да, лут вкус. Значи една барска лажица. Сега коктелот оригинално е со текила, која што е доста актуелна, нели, во последниве години, но ние ќе користиме безалкохолна варијанта на текила, односно на мескал. Значи, овие се така наречени безалкохолни спирити или бази,
кои што го имаат истиот вкус, но немаат алкохол и се доста погодни, нели, за сите оние кои што не сакаат да консумираат алкохол. А од друга страна, нели, сакаат да уживаат во коктелите. Во оригиналната рецептура ние користиме ракија која што е инфузирана со цвекло, доста интересна комбинација, но тука ќе користиме безалкохолен вермут, кој што пак го има тој вкус, нели, на грозје, но малце поинаков и е доста ароматизиран, така да ја замени соодветно, нели, ракијата. Тоа значи дека има различни алтернативи за сечи избор или за сечи вкус и во однос на безалкохолните и алкохолните коктели. Тоа е, па да речеме, предност за бармените за нивната работа, заради тоа што може да се направат навистина голем број комбинации и да се направи таа промена во однос на тоа што со што може да се комбинира и што е за што соодветна замена. Точно, да. Но исто така е преноси за самите гости кои што ги конзумираат коктелите, затоа што, нели, претходно кога ќе нарача некој безалкохолен коктел, обично беа, нели, благи коктели со многу сирупи, со многу шеќери, а сега, нели, освен тоа што не сакаат, нели, да конзумираат многу алкохол, некои од гостите, нели, сакаат да внимаваат и на тоа што го внесуваат, така да овие состојки се со многу мала количина на шеќери, значи немаат, нели, алкохол и исто така го добивам истиот вкус како на вистински коктел. Значи нема некоја разлика, нели, ако некој не нагласи дека нема алкохол, дури може да не се познае дека коктелот е безалкохолен. И како последна состојка имаме Spicy Mango Cordial. Значи една состојка која што сами ја правиме, значи има вкус на манго, на доста зачини, на чај и е замена, да кажеме, во случајов за свеж сок од лимон или лајм. Со дополнителни, нели, вкусови и ароми. Малку ќе промешаме за да се измеша чили пастата пред да ги ставиме. Каква улога во овој коктел игра чилито, например? Дали е тоа за размрдување, за циркулација? Каква е улогата на чилито? Па чилито, нели, има доста луѓе кои што сакаат лут вкус, но улогата на чилито, освен, нели, лутината, е и да му даде на коктелот, значи ги отвара останатите вкусови. Значи, некои од вкусовите, како што е мангото, како што е гавето, дополнително повеќе се отвараат под дејство на чилито, што е доста интересно. Тоа е доста интересно и тоа е нешто што треба да се знае кога се прави, особено важно за, нели, бармените кои што тоа го прават. И ово го споминувам во насока на тоа дека навистина барменството е наука практично, која што со текот на времето или со текот на подготвувањето во пракса на коктелите се учат некои работи кои еден професионален бармен треба да ги знае. А во здруженијето и во часовите кои што ги имате, сте ги реализирали во минатото, на тоа особено се внимава, нели? Да, значи пред се тоа го работиме со класичните коктели, преку нив, нели, самите бармени ги дознаваат сите тајни техники, нели, на подготовка на коктели, за понатака кога ќе сакаат да креираат некој свој коктел, да имаат една добра основа за да, нели, можат да си го реализираат својата идеја како коктел, односно како креација. Ставивме Да, тоа сакав да го потенцираме, затоа што убаво покрај вкусот веројатно кој што ќе биде одличен, убаво е треба да тоа е како додаток, да кажеме, на самиот коктел, како еден вид на декорација, нема да користиме класична декорација. Тоа е сол која што е измешана со дехидрирано цвекло и со чили пиперка и дополнително, нели, дава еден вкус на коктелот, така што гостите, нели, кои ќе го пробаат коктелот, имаат и претходно. Но сакаме да уживаме и во добро послужен, нели, коктел и тука има критериуми што треба да се почитуваат. Кои се, ми текнува дека можеби не сме споминале досега за тоа, кои се најчестите грешки кои што може да се направат кога се подготвува еден коктел или вака убаво, нели, подготвена чаша и сето она кое што составен дел од самиот коктел. Кои се најчестите грешки кои што се прават, на кои што наидувате, а при тоа ги учите идните бармени дека не треба тоа да се случува? Па, најчестите грешки, да кажеме, кога се однесува во
за самото послужување, значи тргнуваме баш од основните работи. Значи најчестите грешки се пример начинот на кој што ја држат чашата бармените, како ги послужуваат коктелите, затоа што пример колку и да ставите скапи состојки, колку и да вакво, ако ја послужите лоша чашата или ако ја држите пример на делот каде што гостите пијат, све друго паѓа во вода. А што се однесува до самите вкусови на коктелите, најчестите грешки се лошиот баланс. Значи, ако нема убаво избалансирани состојки, значи ако не ги мерат состојките, ако не работат според точната доза, и тоа што во последно време би го потенцирал како грешка е тоа што мислам све е супер, нели, креативноста и поготоа кај младите бармени тоа што сакаат да го покажат, но многу често се случува да наметнуваат коктели кои што се нивни како креација, кога гостите сакаат да пробаат нели нешто класично, сакаат да наречат класичен виски сауер или класичен олд фешн, и би рекол да ги сослушаат гостите што сакаат, па според тоа да им понудат нели соодветен коктел. Препорака. Да, затоа што има гости што знаат што сакаат, пример, и некогаш не можеме на сила да им наметнеме нешто што ние сме го креирале, пете за да се покажеме дека не сме направиле нешто, да им понудиме нешто зашто на крајот сепак си ги плаќаат коктелите и сакаат да го добијат тоа што си го нарачале. Да, самиот однос и пристапот на барменот кон клиентот и понудата на оно кој што може би било соодветна препорака треба да биде умерена и професионална. Впрочем, тоа се учи на тие часови, а верувам дека и тоа е меѓу другото репери во оние критериуми кои што постојат и на државните, па и на светските првенства. За да кажеме нешто дека е вкусно, па и да го процениме, треба да го пробаме. Јас ќе го пробам и ќе си го пијам додека го правиме нели разговорот. Само ме интересира и сум многу љубовитна на вкусот, особено ради чилито и оваа комбинација која што ни ја направи Филип. Ќе го пренесам моето доживување или искуство од првата голтка. Дури не можеш ни да претпоставиш каков вкус ќе има коктелот, ова е една одлична комбинација. Ако ни кажат чили, па прашуваме како ќе биде, но точно така. Се будат другите сетила за останатите вкусови кои што меѓу другото треба да доминираат во самиот коктел. Умешноста е неспорна кај бармените и се разликуваат, се разбира, но веројатно таа разлика може да ја направите и во различни земји каде што одите, кои имаат различна култура на коктел култура или да речеме во однос на бармените. Кои се впечатоците, Филип, или што е она кое го носите како впечаток и искуство? Каде во светот се прават најдобрите коктели или од каде можеме да учиме? Па најдобрите коктели, мислам, секаде во светот може да има добри коктели, нели тоа сепак зависи од самите бармени. Секако, нели, тие светски центри, Њу Йорк, Лондон, Париз, исто така да не ги заборавиме азиските земји како што се Хонг Конг, Сингапур, Токио. Има барови каде што стварно се прават многу добри коктели, но тоа што е интересно, пример, тоа што сум го приметил, има земји, да кажеме, односно делови од светот каде што самиот вкус на гостите е различен. Значи има делови каде што пример сакаат посладки коктели, има делови каде што сакаат покисели коктели, негде појаки, така да во тој поглед исто е доста интересно. Пример, еве ние сме некои си баш онака најзбалансирани, додека пример еве во Америка можеби сакаат малку поблаги коктели, да кажеме, во некои земји сакаат малце покисели коктели, и тоа е доста интересно онака да се напомене, затоа што сепак си имаат они нели своји национални алкохолни пијалоци, своји национални коктели и си се држат до тој начин на конзумирање, односно на уживање на коктелите, но што се однесува до нели пак ќе кажам до тие најпознати коктел барови, сите си имаат свој карактеристичен, да кажеме, начин на работа и интересни менија, нели авторски менија, со кои што ги прават поразлични од другите, и секогаш пример кога ќе отидеме во некоја земја каде што знаеме дека има некои тие барови, се трудиме да ги посетиме за да чисто размениме искуство, да видиме како работат, нели, да можеби да украдеме некоја идеја, што може да се примени кај нас, да, и потоа тоа да видиме дали може, нели, како што кажа, да го примениме кај нас. Одлична идеја имаме денес, се разбира, од бармените, од тебе, Филип, и за вистинско освежување во текот на летото, ова би го препорачале како убав летен, безалкохолен коктел. И верувам дека, како што сме во текст со сите активности кои што ги има Сдруженијето и оние бармени кои секое следно првенство или надпревар го имаат, може би истото чувство на возбуда
да се покажат и докажат во своите вештини при подготвувањето на коктели, ќе го искористат летото за подготовка на светското првенство, како што спомена во Макао. Во Збудата верувам дека е голема, бидејќи станува збор за место кое исто би понудило нешто интересно. Да, интересно е, да, и еве сега баш пред една недела најавија дека ќе има и промена во самите правила, така да самиот натпревар ќе биде уште поинтересен. Ќе има некои нови предизвици за бармените, така да веќе почнуваме со подготовки, значи интензивно да се подготвуваме не само за коктелот, него и за другите. Да, предизвици што ќе не чекаат таму и мислам дека се надевам дека ќе направиме повторно еден успех, затоа што пример еве тоа што го приметувам од изминатите првенства, значи без разлика на тоа каков пласман имаме, коктелите со кои што се представуваме секогаш се меѓу првите 3 во нашата категорија, што значи дека нашите бармени се спремни за тој предизвик да направат добар коктел. Останатите работи секако се детали, техника, но тука влијаат и трема и огромна публика која што е таму, бината која што исто така доста си го прави тој траен ефект и целосен. Да, и така да ако поработиме на останатите детали, мислам дека би можеле да направиме повторно еден добар успех. Да, ние ќе ви посакаме успех и ако верувам дека непосредно пред да заминете на светското ќе имаме можност да се видиме тука со уште некој вкусен коктел, можеме како и секогаш така единец да ги поканиме оние кои што си чувствуваат интерес кон барменството или кон подготвувањето на коктели, се пронаоѓаат себе си, можеби сакаат дополнителна едукација, пренесување на искуство и така натака, да во понатамошниот период можеби се станат дел од вашето здружение или се приклучат. Нели во тој ваш свет и круг, каде би можеле да научат навистина многу нови нешта, а ние ќе бидеме во тек со тоа кое што го правите, впрочем како и секогаш, за да можеби и придонесеме за зголемувањето на таа коктел култура кај нас, за распознавањето на тоа што значи убав и вкусен коктел, што е она кое што можеме да го почитуваме како препорака од професионалните бармени и да уживаме во вкусот. Па ја испраќаме нашата препорака денеска со овој чили битс безалкохолен коктел, што е еден од летните хитови за ова лето 2026. Благодарение на Филип, утрово можеме да се освежиме токму со тоа. Филип, благодарам за гостувањето и за тоа што секогаш сте расположени да дојдете во студиото. Ти колегите кои го споделуваат својот талент и желба да ни направат навистина убави коктели, ќе се видиме воедино со сите многобројни активности да ги информираме нашите гледачи. Ние ќе потсетиме за 3 и 4 јули во Охрид за сите кои што сакаат да уживаат во вкусни коктели, а можеби за тоа и дополнително ќе имаме некоја содржина во утринската. Ќе уживаме во коктелот Чили Битс заедно со Филип и со колегите, а потоа се разбира и останатите содржини до крајот на денешното утринско издание. Останете на тема.